Кој ти е омилено овошје? Јагодите ми се. Ама ако нема јагоди, грозито. Мене ми е омилено јаболкото. Баба вели, гледај колку е убаво јаболково. Ти се смее од чинијата. Сакате ли да ви раскажам приказна што мене баба ми ја раскажуваше кога јас бев дете? А каква приказна? Убава народна приказна. Можеш да почнеш. Те слушаме. Си било едно сиромашно момче. Еден ден, додека седело во дворот, дошла една баба. Сакала да наполни малку вода од бунарот. Момчето, без да размисли, фрлило камен и трес ја скршило стомната на бабата. А што е тоа стомна? Многу книги сум прочитала, ама не сум слушнала таков збор. Стомна е сад за вода. Порано, одамна, бабите во стомни полнеле вода. Бабата од приказнава многу се налутила на момчето. Белјаджија еден, останав без стомна. Го молам Господ, јаболкото кое плаче, да се влюби во јаболкото кое се смее. Бабата си заминала, а момчето со денови и со ноќи размислувало што значеле незините зборови. Мислело, размислувало, се мачело и измачувало. Сон не го фаќало од мислење, па од ден на ден момчето станувало се понерасположено, станувало се побледо и побледо, се разболело. Ги викнале сите лекари, но ниту еден не можел да каже од што боледува момчето. Да не имал грип, а си панице? Не брзајте, се ке слушнете. Еден ден се појавил еден мудар човек. Го видел, го слушнал момчето, па рекол: момче, ти боледуваш за љубов. Ке мораш да ги најдеш јаболкото што плаче и јаболкото што се смее. Тогаш ке ја најдеш и љубовта и ке оздравиш. Момчето се подготвило и тргнало по светот да ги бара двете јаболка. Одело по патот и стигнало до една куќа. Во неа живеела една жена, умна жена. Момчето ја прашало: тетко, дали знаеш каде можам да ги најдам јаболкото кое плаче и јаболкото кое се смее? Жената со смирен глас му рекла: утре ке појдеш во онаа далечна гора. Таму има еден овчар. Тој ги чува овците на кралот, кој живее во голем дворец. Во тој дворец се скриени двете јаболка. Ако си умен и мудар, ако си итар, може би ке успееш да ги земеш јаболката. Досега никој не успеал во тоа. Момчето и се заблагодарило на жената и тргнало во гората. Таму бил овчарот? Да. Кога ја слушнал маката на момчето, решил да му помогне. Смислиле план. Момчето, преправено во
овца, скриено меѓу овците, да влезе во дворецот. Смешно се преправило во овца, како на маскембал. Баш така. Планот им успеал. Момчето, преправено во овца, успеало да влезе во кралскиот дворец. Ќерката на кралот, принцезата, никако не можела да ја најде љубовта на својот живот. Не верувала дека постои момче кое искрено ќе ја сака. Татко ѝ, за да ѝ помогне, и подарил 2 јаболка. Јаболката имале задача во еден глас да почнат да се смеат и да плачат, ако принцезата го сретне момчето кое бескрајно ќе се влюби во неа. Принцезата секогаш покрај себе ги имала јаболкото што се смее и јаболкото што плаче. Никаде не одела без нив. Значи, ако момчето ги најде јаболката, ќе ја запознае и принцезата. Точно. Момчето, внимателно, одејќи на прсти низ дворецот, влегувало од соба во соба, ги барало 2 јаболка. И кога во една убаво наместена соба ја видело преубавата принцеза како спие. Била толку убава, што момчето не можело да престане да ја гледа. Во тој момент, едното јаболко силно се насмеало, а другото почнало да плаче. Принцезата се разбудила. Момчето побегнало од собата, па не слушнало како им зборува на јаболката. Срам да ви е, јаболка ме излажавте. Никаде не гледам момче кое ќе биде љубовта на мојот живот. Зошто ти попусто се смееш, а ти попусто плачеш? Набрзо, принцезата повторно заспала. А момчето? Момчето влегло во собата, ги село 2 јаболка и побегнало од дворецот. Не знаело што да прави со јаболката, па само ги скрило дома и чекало да види што ќе се случи. Кога утредента, принцезата видела дека ги нема волшебните јаболка, почнала да плаче. И не престанала да плаче со денови. Кралот наредил веднаш да се најде крадецот. А ќе го најдат момчето? Слушај и ќе видиш. И мене тоа ме интересира. Кралот направил бројаница од 1000 зрна. Ја нарекол "Кажи, не лажи". Се разбира, бројаницата била волшебна. Кога некој ќе ја земел врака, ја зборувал само вистината. Земете ја бројаницава и одете по светот. Луѓето нека ја држат врака, а вие слушајте што раскажуваат. Крадецот сам ќе си каже што му се случило. Им рекол кралот на стражарите и ги пратил на пат. Стражарите поминале низ многу земји, слушнале многу вистинити приказни и еден ден стигнале кај момчето. Му ја дале бројаницата "Кажи, не лажи" и кога слушнале што кажало момчето, брзо него и 2 јаболка ги однеле во дворецот. Многу се налутил кралот? Кралот многу се израдувал кога слушнал зошто момчето ги украло јаболката и колку многу се влюбило во принцезата. Кралот ја викнал принцезата и ја прашал: "Момчево вели дека е силно влюбено во тебе. Му веруваш ли?" Во тој момент едното јаболко почнало да се смее, а другото почнало да плаче. Принцезата заплакала од радост. "Ја најдов,
Ја најдов љубовта на мојот живот. Му верувам дека ме сака. Тогаш биди ми жена. Ке те сакам, ке се грижам за тебе, ке те направам среќна, рекло момчето. Направиле свадба, траела 40 дена и 40 ноќи. А потоа живееле долго и среќно. Сакам волшебни приказни, да бидам принцеза. А јас сакам да знам да ги раскажувам. Ке научиш?